За ова проповед уводните зборови се предупредување и целосно подготвување за второто Христово доаѓање. Сега да излеземе во центарот на нашиот град, да прашаме и старо и младо во кое време живееме. Верувам дека сите ќе одговорат по се што се случува дека живееме во последните времења. И ние тоа го знаеме многу добро, но нивната подготовка и нашата подготовка се разликува во тоа што тие се спремат телесно, се подготвуваат, а ние духовно. Истражував малце на социјалните мрежи, експерти за последните времења советуваат, и многу милиардери си направија подземни тунели, градови, бункери и така натаму. Има совети исто за некакви ранци, полни со некаква опрема за преживување. Си убедам да си набавиме по еден ранец и спасени сме, се разбира дека не. Шала. Христос не предупредува. Има неколку параболи во кои што не предупредува во своите последни предупредувања пред да го распнат на крстот. Сакам прво да ви прочитам од Јован, 14 глава, 2 и 3 стих. Во домот на мојот татко има многу живеалишта. Ако не беше така, јас ќе ви кажев. Зашто одам да ви приготвам место, и кога ќе отидам и ви приготвам место, пак ќе дојдам и ќе ве земам при себе, за да бидете и вие каде што сум јас. Овде гледаме нашиот Господар ни кажува дека заминува и ни ветува дека ќе се врати. После ова сакам да прочитаме од Матеј 24 глава, да видиме каков пример ни покажува Исус тука. Гледаме перфектно подготвување и едно катастрофално поготвување на слугата. Но да прочитаме Матеј 24, 45 стих до 51. Вака вели Христос. И така, кој е оној верен и благоразумен слуга, кого Господарот го постави над слугите своји, за да им дава храна на време. Блажен е оној слуга, кој неговиот Господар, кога ќе дојде, ќе го најде да прави така. Вистина ви велам, ќе го постави над сиот свој имот. Ако пак оној зол слуга рече во своето срце, мојот Господар ќе се забави долго, па почне да ги бие своите сослужители и да јаде и да пие со пијаниците, Господарот на оној слуга ќе дојде во ден кога не очекува и во час што не го знае, па ќе го пресече и ќе го стави меѓу лицемерите, таму ќе биде плач и чкртање со заби. Овде сликата е многу едноставна. Видовме дека Господарот замина и им го довери својот имот на слугите своји. И гледаме, првиот слуга верно, доследно го работи сето она што му е должност. И кога Господарот се врати, го најде на неговото работно место во извршување на должноста. И како последица, тој доби уште поголема должност, одговорност. А од друга страна, вториот слуга си мисли, мојот Господар уште долго време нема да си дојде. И тоа го носи во опуштеност
и во себичност, и во немарност. И така, искористувајќи ги другите, живее, мислејќи само за земно уживање. И го изгуби чувството за одговорност. И затоа, неговиот Господар го изненади и му дојде кога најмалку се надевал. И ова слика ме подсетува на нас денес. Многу од нас живееме како ништо да нема да се случи. Само уживаме, искористувајќи ги другите, а гледаме дека Исусовата порака јасна, одлучи се да му бидеш верен. Верен, верна и верни сите ние. Дајте да видиме таму каде што не поставил Христос и да го работиме она што Бог ни го доверил. А тоа што Бог конкретно ни го доверил, ќе дознаеме понатаму. И во вториот Христов пример гледаме духовна подготовка. И тоа како изгледа потполна и делумна подготовка. И овој пример е еден од најпознатите. Верувам дека сите го знаете. Се работи за 10 девици. 5 мудри и 5 неразумни. Но сепак да прочитаме. Матеј 25 од 1 до 11. Вака ви. Тогаш небесното царство ќе биде како 10 девици, кои зедоа своите светилници и му излегоа во пресред на младоженецот. 5 од нив беа неразумни, а 5 мудри. Зашто неразумните зедоа со себе светилки, но не зедоа масло. А мудрите зедоа масло во садовите, со своите светилници. Бидејќи младоженецот се забавил, сите задрема и заспа. А на полноќ се чу викање: еве го младоженецот. Излезете му во пресред. Тогаш сите оние девици станаа и ги приготвија своите светилки. А неразумните му рекоа на мудрите: дајте ни од вашето масло. Зошто нашите светилници ни гаснат. Но мудрите им одговорија и рекоа: за да не биде малку и за вас и за нас, отидете кај трговците и купете си. Кога отидоа да купат, младоженецот дојде. И спремните влегоа со него, а со него на свадбата. И вратата се затвори. А потоа дојдоа и другите девици и рекоа: Господаре, отвори ни. Но тој им рече, им одговори и рече: вистина ви велам, не ве познавам. Во овој Христов пример гледаме 10 девици, што ја символизираат црквата, денешната Христова црква. И сите тие очекува и од замор заспаа сите. Гледаме одолжување, доцнење на младоженецот. И тоа ги измори и позаспаа сите. И тоа е една порака за доцнењето, но тоа е друга тема. Тоа е Христов план за што повеќе да се спасат. Но ние одиме сега да видиме што е тука интересно и специфично. Се чу вик: младоженецот иди. Сите 10 девици се пробудија. И дури тогаш се примети разликата помеѓу мудрите кои имаа масло и неразумните кои немаа масло.
Разликата е само маслото. А маслото е символ на Духот свети. така, на Светиот Дух. Кога ние имаме исправен однос со Бога, тогаш ние постануваме садови, полни со масло, односно Светиот Дух. Се сеќаваме во Стариот Завет на Менора, светилникот. Тоа го најдуваме во Излез 27:20. Кој што вели: натаму нареди им на израелците да ти донесуваат за осветление чисто масло од истолчени маслинки, за да гори светилото постојано. И 1 Самуилова 16 глава 12 и 13 стих гледаме: Јесеј испрати по него. Тоа беше румен момок со убави очи Давид. и убава става. И Господ му рече на Самуила: стани, помажи го, тој е. Самуил го зеде рогот со маслото и го помаза сред неговите браќа. Господовиот дух го опфати Давида од оној ден. А Самуил тргна на пат и отиде во Рама. И сите што се исполнети со Светиот Дух имат јасна задача. И тоа го гледаме во Матеј 5 глава 14 и 16 стих. Кој што велат: вие сте светлината на светот. Град кој лежи на рид не може да се скрие, ниту се пали светило за да се стави под житно мерило, туку на светилник и им свети на сите кои се во куќата. Така нека свети вашата светлина пред луѓето, за да ги видат вашите добри дела и да го прослават вашиот Татко кој е во небесата. Значи, она што го гледаме овде, наша улога и задача е да светиме, да сме полни со Светиот Дух и ревноста за Бога да се разгори во нас. А додатна порака е будноста и исполнетоста со Светиот Дух се поврзани. Потребна ни е молитва. Молитва за да бидеме исполнети со Духот Свети. И еве како тоа практично изгледа. И како тоа изгледа. Исус те повикува во Лука 21:36. Лука 21:36 ни вели: туку бидете, туку бдејте и молете се во секое време, за да успеете да избегнете од сето ова што ќе настане и да застанете пред човечкиот син. И во Матеј 26 глава 41 стих. Бдејте и молете се, за да не паднете во искушение. Духот е бодар, но телото е слабо.
Повторно тоа, бдејте и молете се. И во Ефесијаните 6:18 Христос ги вели преку апостол Павле: со секаква прозба и молитва молете се во духот во секое време и заради тоа бдејте со сето постојанство и со молба за сите свети. Значи Бог не повикува молете се и тука сме повикани да се молиме за сите свети, кои се во борбата како и ние. На тоа не повикува писмото. Јак молитвен живот ќе не направи јака духовна личност. И затоа да не го занемаруваме односот со Господа. Следната мисла е исто многу важна. Секој одговара за себе. Не можам јас да ти позајмам Свети Дух. Ти мораш да имаш свое духовно искуство. Ти мора да имаш своја врска и поврзаност. Ништо јас немам од тоа и ништо немаш ти од тоа, ако некој од семејството има јак духовен живот. Јас засебно морам да сум исполнет со Светиот Дух. Ти мораш да си исполнет со Светиот Дух. Зашто гледаме помеѓу 10 девици разликата е само маслото, Светиот Дух. Заедно чекаат девици сите се запознати со светилниците, ги имат во Библиите, но го немаат Светиот Дух. А најдобриот начин да бидеме исполнети со Светиот Дух е да отстраниме се од нашиот живот што би ни пречело во нашиот однос со Бога. Псалм 119, 11 и 12 стих. Псалм 119, 11 и 12 стих. Во срцето го запазив твојот збор, за да не сгрешам против тебе. Благословен си, о Господи, научи ме на своите повелби. Ова е многу снажен стих. Ако нашето срце е исполнето со Божјата реч, нема да има место за други помисли кои ќе не водат и натерат во грев. Но исто така и обратното. Ако нашето срце е исполнето со зли помисли и грев, тоа ќе не оддалечува од Божјата реч, од Библијата. Но читајќи ја Библијата, ние се менуваме. Она што ни се случува кога ја читаме Библијата, во нас се распалува во одушевување кон Бога. Затоа што Библијата е гориво за пламенот на верата во нас. И затоа да го држиме тој пламен постојано, треба постојано да ја отвараме Библијата и да сме постојано на колена во молитва. Само така ќе се ослободиме од се што не дели од Бога. Сакам исто така да истакнам една многу важна порака. Имаме и живееме во едно златно време. Имаме златна прилика, која за жал ќе завршат. Ќе помине тоа време. И вратата ќе се затвори. И ние видовме дека 5 влегоа, а 5 девици останаа. И така ќе биде на крајот. Вратата ќе се затвори. Гледаме во Матеј
24:37. Влезете, а вие берете. 24:37 вели како во Ноевите денови, така ќе биде и при доаѓањето на човечкиот син. Во Ноевото време јадеа, пиеа, се женеа, Се затвори вратата. а Ној им проповедаше 120 години. И толку траеше милоста Божја за тој народ. Па настапи потоп, но пред да заврни, вратата се затвори 7 дена пред потоп. И кој влезе, се спаси. Само тие што поверува дека ќе има потоп, но за другите се затвори вратата. Така и денес. Се уште трае времето на милоста. Духот Свети се уште делува. Но доаѓа ден кога вратата ќе се затвори. И тие што влегоа. Тие што се на страната на злото, нема да влезат и ќе продолжат со своите дела до крај. Исто така добрите, зашто во Откровение 22 глава 11 стих ни вели: глава 11 стих: Кој врши неправда, нека врши уште неправда. И кој е нечист, нека се онечистува уште. И кој е праведен, нека врши уште правда. И кој е свет, нека се осветува уште. Драги браќи и сестри, тие што ги заколоравија своите срца и не гледат во кое време живееме, ќе си продолжат. Тие што се на страната на доброто, ќе си останат на таа страна. И ќе продолжиме со Матеј 25 глава, да видиме како ние се приготвуваме, ние што имаме дарови од Бога. Тоа ќе го видиме во примерот кој што го дава Исус во Матеј 25 од 14 стих па се до 30. Матеј 25 14 и до 30. Еднаш братот Јаков ни објаснуваше за талантите. И овде вели: зашто ќе дојде како човек кој тргнува на пат и ги повика своите слуги и им го предаде својот имот. И на едниот му даде 5 таланти, на другиот 2, на третиот 1. Секому според неговата способност. И отпатува оној кој прими 5 таланти. Веднаш отиде и тргуваше со нив. И спечали други 5. Исто така и оној со 2 таланти. Спечали други 2, а оној кој прими 1, отиде, ископа во земјата и го сокри среброто на својот господар. По долго време дојде господарот на тие слуги и ја прегледа сметката со нив. И кога пристапи оној кој прими 5 таланти, донесе други 5 таланти и рече: Господаре, ми предаде 5 таланти, а еве јас спечалив други 5. Тогаш неговиот господар му рече: добар, сакан и верен слуго. Си бил верен во малку, ќе те поставам над многу. Влези во радоста на својот господар. А кога пристапи оној кој примил 2 таленти, рече: Господаре, ми даде 2 таленти и еве јас спечалив други 2. Тогаш неговиот господар му рече: добар, сакан и верен слуго. Си бил верен во малку, ќе те поставам над многу. Влези во радоста на својот господар. А кога пристапи оној
кој примил 1 талант. Рече: Господаре, знаев дека си ти строг човек, жнееш каде што не си сеел и собираш каде што не си веел. Се исплашив, отидов и го скрив твојот талант во земјата. Еве го имаш своето. А неговиот господар одговори и рече: зол и мрзлив слуго, знаеше дека жнеам каде што не сум сеел и дека собирам каде што не сум веел. Зашто? Затоа требаше да им го дадеш моето сребро на менувачниците и јас ќе го и јас по враќањето ќе го земев своето со добивка. Затоа одземете му го талентот и дајте му го на оној кој има 10 таланти. Зашто секому кој има ќе му се даде, уште и ќе има во изобилство, а оној кој нема ќе му се одземе и она што го има. А неполезниот слуга изфрлете го во крајната темнина, каде ќе биде плач и чкртање со заби. И овде гледаме доверени таленти, секому според неговата способност. Но не секој донел плод, зашто не секој дал се од себе. А многу е битно тоа што ни е доверено, верно да го множиме. Тоа го бара Бог од нас, но од нас зависи во тој ден дали ќе бидеме примени или застрамени. И за крај ќе ви прочитам уште Матеј 25 глава 31 до 46 стих. Кога човечкиот син ќе дојде во својата слава и сите ангели со него, тогаш ќе седне на престолот на својата слава и ќе се соберат пред него сите народи, а тој ќе ги оддели едните од другите, како што пастирот ги дели овците од јарците. И ќе ги постави овците од својата десна страна, а јарците од левата страна. Тогаш царот ќе им рече на оние од десна страна: дојдете, благословени од мојот татко, и примете го во наследство царството кое ви е приготвено од создавањето на светот. Зашто огладнав и ми дадовте да јадам, ожеднав и ме напоивте, бев странец и ме примивте, бев гол и ме облековте, бев болен и ме посетивте, бев во темница и дојдовте при мене. Тогаш праведниците ќе му одговорат и речат: Господи, кога те видовме гладен и те нахранивме, или жеден и те напоивме? Кога те видовме како странец и те примивме, или гол и те облековме? Кога те видовме болен во темница и дојдовме при тебе? А царот им одговори: вистина ви велам, доколку му направивте на еден од овие мои најмали браќа, мене ми направивте. Тогаш ќе им рече и на оние од левата страна: одете си од мене, проклети, во вечниот оган, приготвен за ѓаволот и за неговите ангели. Зашто огладнев и не ми дадовте да јадам, ожеднев и не ми дадовте да пијам, бев странец и не ме примивте, бев гол и не ме облековте, бев болен и во темнина и не ме посетивте. Тогаш тие ќе одговорат и ќе и речат: Кога да видовте? Господи,
Кога те видовме, гладен или жеден, или како странец, или гол, или болен, или во темница, и не те послуживме. Тогаш ќе им одговори, вистина ви велам, доколку не му направивте на еден од овие најмали, ни мене не ми направивте. И овие ќе отидат во вечна мака, а праведниците во вечен живот. Овде гледаме само две врсти на слуѓе. Едните кои му служат на Бога, а другите кои поживат во овој свет. Да даде Бог да не бидеме од вториот, а да бидеме од првите. И за крај уште еден стих сакам да ви прочитам од Откровение, што ни препорачува какви да видиме. 14 глава, 12 стих. Тука е Трпението на светите. трпението Кои држат заповедите. на светите кои ги пазат Божите заповеди и верата во Исуса Христа. Нека Бог да ни помогне да му бидеме верни, да не познае во тој ден кој ќе дојде. Амин. Амин. Амин.